Hello, уште еднаш. Јас сум Јовица Симоновски TJ, а вие го следите YouTube шоуто Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Дечки, subscribe. Ајде помогнете да кренеме малце сабскрајбери. 90% од тие што не гледаат немаат притиснато subscribe, а бесплатно е. Океј, да одиме. Минатата недела беше скромна. И оваа недела е нешто слично. Ама затоа, минатата недела погодивме речиси све. Значи, победи на Сенегал и Барса и многу голови на Лајпциг, Леверкузен. Оваа недела као ќе биде, ќе видиме. Викендов пак нема премиер лига, има ФА куп. Во Шпанија ништо посебно. По серија А има два интересни надпревари: Лацио Наполи и Фиорентина Интер. Во Франција мини дерби, Марсеј Монако и едно дерби во Куп на африкански нации, Камерун Нигерија, осми на финале. Ќе биде интересен надпревар, ако можете да го гледате, гледате го. Одиме со Франција, Лига 1, Марсеј, Монако. Две екипи што се борат за излез во Европа и двете се тука некаде на табелата. Разликата е само 5 бода. Значи, тоа е борбата во Франција. Титулата е резервирана за ПСЖ. И сега пак остануваме на она дека требаше додека е Куп на африкански нации, првенството во Франција да паузира. Пола екипи се без пола тимови. Марсеј треба да игра без 7 фудбалери кои играат сега за своите репрезентации. Монако треба да игра без 4 фудбалери. Повеќето од нив се првотимци. Освен тоа имаат и повредени фудбалери, така да крш. И сега прашањето е кој има подобра клупа, кој има подобра ротација. Кој е во тоа подобар, ќе тепа. Тежок меч, ама мислам дека ќе има голови. Одиме во серија А, доста интересен надпревар, Лацио Наполи. Не е некој дерби, ама нема ништо поинтересно до оваа викендот. Ништо. Наполи, ако обезбеди пласма во Европа сезонава, треба да биде топ задоволен, онака као тоа е тоа. Се менуваат тренери, играчи, формации, чуда, што све сменија и џаве, катастрофа се. Сега идеја ќе го барат Елмас. 31 бод, 9 место. Мади Лацио е тука негде 33 бода на 6 место на табела. Ако ништо друго, Лацио влезе во форма, во топ форма. 4 победи поред со само 2 примени гола. И од средина на табелата се качи на 6 место. Ако продолжат вака, одат во Лига шампиони. Сега, многу нешта ќе зависат од ова дерби и за двете екипи. Усвари, ова може да биде некој мотив плюс за нив, импулс за продолжение на сезоната. Затоа ќе биде густо. И уште еден меч од серија А, Фиорентина Интер. Четврти со вторна табела, иако разликата е огромна. Реално 17 бода разлика е многу. Интер е втор, со еден бод помалку од Јувентус, ама има и надпревар помалку. Значи, има топ форма. Минатиот викенд го освоија Суперкупот на Италија. Тепаа со Наполи, значи, и се атак на титула. И Фиорентина играше Суперкуп, полуфинале, ама изгуби од Наполи 3-0. Што можеме да очекуваме сега? Победа на Интер. Не, шала на страна, ќе биде тежок меч, ама Интер секако е фаворит за победа. Иако, од ноември месец Фиорентина на домашен терен има 7 победи и само едно реми. Дечки, тука се одјавам. Останете поздравени, следете на YouTube каналот, притиснете subscribe. Доколку немате притиснато subscribe, пак ќе кажам, бесплатно е. Имајте убав викенд и се гледаме. Чао!